Добро вечер во 24 отворено. Каква разлика прави за мртвите, сиромашните и бездомниците, дали лудачкото уништување е изведено во име на некој тоталитарен режим или во светото име на слободата и демократијата? Може би оваа мисла на Махатма Ганди, познат индиски национален водач, хуманист и политичар кој се бореше за помирување и соработка меѓу индиците, ја отсликува реалноста на македонското секојдневие, пластично ги опишува настаните кои предходеа. На какви принципи ќе почива идната влада? Што ќе се случува со идната опозиција? Мои гости вечерва во студиото на телевизија 24, Љупчо Георгиевски, поранешен премиер и лидер на ВМРО Народна партија, партиските функционери од Демократската унија за интеграција, ни доаѓа Бујар Османи, од Социјалдемократскиот сојуз, наш гостин е Петре Шилегов. Наскоро во студиото ќе ни се придружи и Арбен Таравари од Движењето Алијанса за албанците. Го очекуваме, се разбира, во следните 7 до 8 минути, бидејќи доаѓа од Тетово, па имаше мали пречки во сообраќајот. Господине Георгиевски, после подолго време отсуство од јавноста, така да речам, загрижено ги проследивте случувањата од изминатите денови и дали сега мислите дека тие се вовед во една мирна разрешница на кризата? Најпред добро вечер, благодарам за поканата. Јас можам да ви кажам дека од самиот почеток на оваа криза ние на неколку пати дававме соопштенија, неколку пати јас давав изјави, некогаш на Фејсбук се огласував. И тоа секогаш беше во еден правец, а тоа е дека уште првиот пат кога господинот Ѓорѓи Иванов не го даде мандатот, кажав дека независно од тоа што како Киро Глигоров се однесувал во старите времења, јасен е уставот, јасна е демократската пракса и во Македонија и во светот, дека треба да го даде мандатот. Вториот пат кога веќе се бараше 61 подпис да се соберат, повторно не се даде мандатот, ние повторно реагиравме и повторно кажавме дека мора да се даде мандатот, тоа се правилата на играта и во Македонија и во светот. И сега повторно жестоко реагиравме кога беа настаните со инцидентите завчера, пред 3-4 дена во Македонскиот парламент, каде што ги осудивме настаните и јасно посочивме кој е според нас виновникот, не е некој неутрален, не е опозицијата, не е некој што сега се нарекува толпа или маса. Јасно кажавме дека сметаме како партија дека за жал вината за целата таа атмосфера ја гледаме во господинот Ѓорѓи Иванов и во лудачката партија на ВМРО-ДПМН. И јас лично жалам што ВМРО-ДПМН влезе во една игра која просто не можам јас да ја сватам. Јас, ако не друго, мислам дека имам некој имач на демократија, имам многу лоши сенки за мене и лоши приказни, ама мислам дека во поглед на демократијата сум се докажал како демократ и 5-6 пати сум давал оставки, и сум признавал порази, и сум знаел да достоинствено да си заминам. И ми е жал кога гледам, сепак мислам дека има таму и дел од луѓе кои знаеле како се јас однесувам во такви ситуации, како сум ги подготвувал, значи на пораз на политичка партија не сум гледал никогаш трагично, не сум гледал нешто страшно. Тоа е демократијата. Паѓаш, заминуваш, пак победуваш, се враќаш. Одена сега имаме една атмосфера каде што на промената на власта гледаме една ситуација која што мислам дека во Европа не сме ја ни виделе од 90-та година. Јас се следам политичката сцена во Европа. Таква ситуација не сме виделе. Некоја партија да не сака да напушти политичката сцена, односно власта. Власта, тие се на политичката сцена, ама да ја напуштат власта. Добро, веројатно тоа е заради стравот од оној мечот на СЈО кој што виси над главите на многумина од лидерството. Тоа е тоа што ние сите го препознаваме, кои не сме доволно политички искусни. Меѓутоа, јас ќе ве потсетам, тука има представници од СДСМ, јас кога 2002 година кога заминав од власта, исто тогаш ме испраќаа со весници во кои бев со робијашки кошули, затрешетки, имаше многу скечеви, имаше многу
вицеви, овој Дармар, знам, нон-стоп правеше такви, каде што јас... Па сега ништо не ви премиер... Да, значи, не, што ми е поентата? Значи, тој што е во политиката треба да биде подготвен да прима удари од секаков вид. Значи, сега точно е дека на оваа структура на власта стојат над главите такви мечови што мислам дека на ниена структура во Република Македонија не стоеле. Меѓутоа, достоинствено треба да се издржи и таа битка, според мене. Нема друго. Затоа што и да прават друго, само повеќе и повеќе завлегуваат во уште понесимпатични работи. Значи, мислам дека таму и да мисли дека некој купува некоја, да речеме, ден или месец, испаѓа дека со тој нов месец се отвараат нови кривични пријави, нови простори, кој што е сега овие последните инциденти. Дали тоа беше еден автогол на Груевски непресметан? Па ја мислам дека има многу автоголови од еве да речем, значи нивната шанса беше дека преговара тие 20 дена со Дуи. Во моментот кога Дуи им кажа дека тие оцениле дека не одат со нив, има друг, нели, партнер, значи според мене тука завршија според, нели, онаа што јас, нели, ја сваќам политиката, завршија тие основни игри и од тука во тој момент требаше да се подготват за опозиција. Едноставно тоа се правилата на играта. Значи Дуи, значи од неколку страни им е клучни на нив. Прво како албанска партија. Значи без Дуи они немаат албанска партија со која може да направат коалиција. Второ, како математика, 51 плюс 10, значи повторно немаат ни математика. Значи ги немаат елементарните работи за правење на влада. И во тој момент, според мене, и ние во тоа едно соопштение, нели, што го кажавме, дадавме, рековме дека во овој момент ВМРО-ДПМН треба да најава изборите во мај, да се, тоа беше негде јануар или не знам, кој имаше се уште шанса избори во мај да се одржат. Треба да најава, да се подготви за опозиција, да најава регуларни избори во мај и со таа сила сега што ја имаат собрано, нели, од сите тие, нели, приказни дополнителни мотиви, едноставно да се радуваат и да се надеваат да направат една маестрална победа на локалните избори и на тој начин да го направат влезот во новиот изборен циклус. Меѓутоа, тие ни тоа не го направија, сега локалните избори најверојатно ќе се префрлат таму негде октомври-ноември, прашање тогаш дали ќе бидат, и мислам дека изгубија една втора шанса која можеа веднаш да ги брати во игра. Добро, во една реченица, оди ли ова кон мирна, сега веќе разрешница? Од вчера веќе имаме драматично нова ситуација. Од вчера имаме ситуација кај што очигледно, независно тоа што они објаснуваат, нели, по нивните медиуми овие 2 дена, јасно е дека некој од ВМРО-ДПМН дал зелено светло Талат Џафери да влезе и да ја преземе функцијата председател на собрание. Значи, сега нивните симпатизери, фанови, можеби и понатаму да продолжат со нели демонстрации, меѓутоа јас имам чувство дека како некоја разумна линија таму сега да веќе функционира. Да, благодарам. Ќе видиме наредните денови што ги се случува. Ќе разговараме и за состојбите во ВМРО-ДПМН, понатаму се разбира. Тука сте. Османи, после се што се случи, некако работите стивна, денеска и сред Базаев Ахмети. Дали е таа вовед во побрзо сценарио кон формирање на идната влада? Течат ли веќе такви подготовки и такви преговори? Овака, јас мислам дека ние влеговме во еден неповратна, во еден иреверзибилна фаза на самиот процес на решавање на кризата. Значи, враќање назад од оваа ситуација веќе нема. Сега само треба да се утврдат работите со цел конкретно завршување на обврските кои што ни стојат напред, а тоа е формирање на новата влада. Определбата е кај сите партии на новото парламентарно мнозинство тоа да се направи што побрзо. Тоа што е најважно во овој момент да има мирен трансфер на власта со цел да не ни се повтори тоа што ни се случи во четвртокот. Тоа да ни служи како поука истото никогаш да не се повтори. Волјата на граѓаните на новото мнозинство е јасна и тоа треба да се рефлектира во новите институции кои што треба да продолжат понатаму во таа нова реформска агенда. Се разбира дека постојат контакти меѓу лидерите, меѓутоа и другите нивоа
помеѓу партиите од новото парламентарно мнозинство, сето тоа што побрзо да се ефектуира. Председателот на собранието веќе денеска упати писмо до господинот Иванов со што течат и тие 10 дена рок за добивање на мандат и после тоа следуваат конкретните разговори за формирање на влада, за поделба на ресори, за конкретната владина програма и веќе влегуваме во сосема една нова фаза на разрешница на состојбата, односно влегуваме во ефектуирање на новите институции и реформската програма на таа нова влада. Добро, во меѓувреме ни се придружи господинот Арбен Таравари. Добро вечер и добре дојдовте во студиото. Ќе ви дадеме малку простор да здивнете пред да ве прашаме вас нешто. Османи, сакав само ова да ве прашам. Очекувате ли дека сега ќе оди по зацртаниот редослед, односно дека Иванов по сите овие перипетии што се случуваат ќе го даде мандатот? Видете, ние сме констатирале дека Иванов беше цело време дел од проблемот и дел од причината за оваа криза во која се наоѓаме. Затоа реков дека четвртокот беше точката на пресврт, кога процесот стана веќе иреверзибилен и тоа го сватија веќе сите. Така да, едноставно, тоа што може да правате сега да придонесат во таа разрешница, меѓутоа независно како ќе одговори и дали ќе рефлектира Иванов на ново создадената ситуација, мислам дека нема враќање назад од формирањето на новата влада, независно од позицијата на Иванов. Ние не отидовме на тие средби кај Иванов, затоа што сметаме дека не може тој што е дел од проблемот да биде дел од решението на проблемот, а Иванов, и се согласувам со господин Георгиевски, дека е една од основните причини за самата криза. Така да, меѓутоа, сепак ќе се почитуваат тие уставни рокови од 10 дена за чекање на мандат, меѓутоа, епилогот понатаму нема да зависи од тоа што ќе биде повратен одговор од таму. Нема враќање назад од формирањето на новата влада. Добро, Заев најави дека може и да појде дока и Иванов да го увери во оние гаранции што ги побара Иванов како гаранција за унитарноста и за неменливоста на уставот и така натаму. Најави дека тоа може да се случи и со Ахмети заедно и со представник од другите партии кои што се дел од идната коалиција. Вака, тоа ќе се случи? Ставовите на господинот Ахмети дека е за унитарна држава, дека е против било каква промена на државното уредување, дека е за почитување на уставот, дека е за почитување на рамковниот договор се јавни и се искажани во неколку наврати. И воопшто нема потреба господинот Ахмети да оди кај господинот Иванов да тоа го потврди. Ние сме сериозни политичари кои што стоиме на нашите зборови и сме конзистентни кон нашите политики и тие ставови на господинот Ахмети по однос на унитарноста на државата се толку пати повторени и тие се и тој цврсто и ние стоиме за тие позиции, така да не би прифатиле да одиме кај господинот Иванов прво затоа што не го прифаќаме него како председател, легитимен председател на државата, меѓутоа сметаме дека е апсолутно непотребно, затоа што тие наши обврски ние ги имаме пред граѓаните и тие наши ставови ги искажуваме пред граѓаните на Република Македонија. Добро, тоа со признавањето и непризнавањето повеќе пати било прекршено и до сега во клучни моменти. Во одредени критични, во одредени критични состојби кога можеше состојбата да излезе од контрола, меѓутоа остануваме на ставот дека тој е нелегитимен председател кој што не ја рефлектира волјата на албанскиот гласач и на албанскиот граѓанин, така да он треба формално да ја спроведе таа негова уставна обврска да го додели мандатот. Апсолутно нема потреба од дополнителни аргументирања, ниту имаме уставна обврска на него да му дадеме некој аргумент за тоа што тој по устав го нема тоа право да бара некаков аргумент од владата, единствено церемонијално треба да го даде мандатот, така да господинот Ахмети нема да иде на таква евентуална средба, меѓутоа би го повторил секогаш ставот дека е против промена на државното уредување, дека е за унитарна Република Македонија, меѓутоа за еднакви граѓани и еднакви етнички заедници и целосно почитување на рамковниот договор. Шилегов зацелија ли раните кај колегите, овие физичките да речем? Добро, во зависност од тежината, некаде се видливи, некаде не, раните како рани проаѓаат. Дали можете сега без гнев во душата да ни кажете какви ќе бидат идните чекори? Кога ќе речем гнев, мислам по четврточните настани. Предпоставувам дека тоа сите го чувствувавте таму што бевте. Веројатно е човечки да имате
чувство, јас лично и сожалување за добар дел од тие луѓе што беа во таа просторија и што ја направија насилниот па и терористички напад на собранието на Македонија, јас ги сожалувам. Ама тоа е моја перцепција за вреднување на определени размислувања кај луѓе. Република Македонија нема алтернатива за демократијата. Од тој аспект гледано, Република Македонија не може да има поинаков развој, освен демократскиот развој, на излезот од едно полудиктаторско, автократско, популистичко владење, низ кое што помина во изминативе 11 години од Никола Груевски. Веројатно процесите што се одвива во изминативе 11 години покажа и докажа каде може и каде не однесе една навидум симпатична приказна на почетокот во 2006 година, која што од ефтин популизам помина во автократско владење, за да на крај заврши со фашизам во негов најтежок облик. И токму заради тоа демократија... Мислите ли дека токму тој ден кој што многумина го квалификува како врв крещендо на една политика која што не беше оценета во демократски манири, сега може да доведе кон побрза разрешница во наредните денови, дури би рекол, или во наредните десетина дена, како што е и рокот на председателот? Веројатно да, затоа што јас не верувам во тоа дека целокупно во ДПМН луѓето ги делат истите вредности и карактеристики кои што во изминативе 3 месеци се манифестираа, што во пропагандистичките куќи контролирани од Груевски, што во луѓето кои што се движеа по улиците по главниот град. Сепак мислам дека општо во државата не можете да ги квалификувате луѓето ради нивната политичка припадност во определена партија дека носат во целост некакви вредности. Се надевам дека таму има доволно едно здраво ткиво на луѓе кои што ќе помогнат таа партија да излезе од патот на фашизмот во кој што е навлезена, да се врати во нормалните демократски процеси. Тоа ќе можеме да почнеме да го работиме заедно преку мирниот трансфер на власта. Суштината на демократијата е во мирниот трансфер на власта, не е во тоа колку политички партии постојат во една држава, туку како се трансферира власта. Мирното примопредавање е суштината. Конститутивните седници на собранието се круна на демократијата. Кај нас направија лакрдија да една конститутивна седница надвор од сите пракси, било каде во светот, врз основа на тоа што на некој внатре во ДПМН му личело во моментот дека е можеби добра политичка приказна, да креира лажна реалност за некакви си платформи во туѓи држави кои што ќе ја разнебитат Македонија и веќе што се не се изнаслушавме, за некакви си теории конспиративни за поделба на Македонија, за учество на меѓународна заедница, па сега карти ќе се делат повторно, па сега не. Сето тоа го немаше до 29 јануари. До моментот кога Никола Груевски не свати дека нема да може да продолжи со оваа држава после 10,5 години владење. Добро, очекувате сега дека трансферот на власта ќе оди мирно веќе откако еве Талат Џафери мирно седна во својот собраниски кабинет? Индициите се дека започнуваме да се враќаме во нормала. Дури и нам, кои што сме инволвирани во овој процес на интензивно, да речам, рушење на Груевски и груевизмот и тој диктаторски режим во Македонија, можеби ни паѓа малку чудно како одеднаш некои работи се сменија. Каква беше улогата на Хојтивото? Навистина не знам какви се пораките кои што господинот представник на се департментот ги упати кон нив, меѓутоа знам дека не можеле да бидат различни од било која порака која што досега била упатувана кон нив и од домашната и од меѓународната јавност. Тоа се демократските стандарди. Демократија е цивилизацијска придобивка. Луѓе сме. Во политиката морате да разберете дека еднашка сте на една страна, друг пат сте на друга страна, на крај тоа е само дел од нашите животи, ќе излезете од политиката и нема да се бавите со нејзе, сега го продолжите животот. Добро. Така што можеби малку и зачудува вака смирено, меѓутоа бидеме предпазливи, имаме работа со
рането животно, кое што може би во даден момент ќе се премисли, да не заборавиме никогаш дека суштината на она што го нарекуваме криза во македонската политика, криза во македонската држава и македонското општество не е ништо друго, туку обид на Груевски и криминалното раководство на ДПМН да избегнат за себе кривична одговорност за очигледните злодела што ги имаат направено во текот на нивното 11 годишно владење. При тоа, не мислам дека главниот нивни страф е од СЈО. Затоа што квантумот на предмети во СЈО е и ограничен. Главниот нивни страф е после трансферот на власта, кога ќе се отворат другите работи. Допрва ќе се изнагледаме и ќе се изнаслушаме што се било вршено. Само за ваша информација, во текот на 2016 година, по податоците кои што ние во СДСМ ги имаме, во едно од министерствата за ручеци се потрошени 531.000 евра. Добро, ќе седнете на министерските фотели и во структурите на власта, па ќе можете тогаш веројатно да зборувате уште по-аргументирано. Таравари, добро вечер уште еднаш. Доаѓате директно од Тетово. Да. Села е добро? Добро и тоа прилично добро. Значи, закрепнува и тоа со брзи чекори, да речам. Хематомот во мозокот се ресорбира, околу 50% е ресорбирано. Има неколку коски скршени, меѓутоа скршениците полека се стабилизира. Изгледа многу подобро и психички е, треба да кажам дека е многу јак. Значи, повеќе се шали тој отколку ние, така да се надевам дека понеделник, вторник некаде ќе се врати дома во Струга. Значи ќе биде спремен 7-8 дена и после тоа се враќа во парламентот и ќе биде спремен за гласање на новата влада? Па не знам сега точно кога ќе дојде гласањето за новата влада, ние сега бевме оптоварени со други работи, ниту не сме размислиле за тоа, меѓутоа се надевам за 10 дена да ја одржи првата пресконференција во седиштето на нашата партија во Тетово. Тоа е значи не овој понеделник, туку следниот понеделник, кај што ќе бидете поканети сите медиуми. Добро, ваша политичка проценка во однос на тоа со која брзина сега ќе оди давањето на мандатот или формирањето на идната влада без мандат? После тоа што го видовме на 27 април, беше трагично после тој терористички напад од група на луѓе, тоа беа значи по нашите информации последните 65 дена најмала бројност на луѓе имало таа вечер, баш во четвртокот на 27, не повеќе од 1500 и 2000 или 2000 граѓани, кај што беа вметнати група на, ја ќе речам терористи ги нарекува можда 200, 300, 500, кои што имаат таргет одредени луѓе да елиминираат или да ги повредат, ќе покаже истрагата, направија лакрдија. Иако ние знаевме дека институциите на системот во Република Македонија се партизирани, не дека се партизирани, туку не функционираат. Буквално тие се комплетно парализирани. Меѓутоа, не ни размислувавме дека човечкиот ум може да оди до таму. Значи, да подобро е, почесно е да се убие со пиштол, отколку да газат 7-8 луѓе животински еден човек, кој што, знаете, кај човекот јас сум невролог и сум имал и психијатрија, колоквиум, значи го поминува тоа што е човечко. Повеќе од животинско. Тоа беше тие луѓе, ја мислам дека беа... Видовме денеска на снимките, на нова снимка што излезе денеска, на која што четворица луѓе го извлекуваат села. Не се четворица, се 6-7 луѓе. Да. Тоа се луѓето што го извлекуваат или тие учествуваат во нападите? Па горе-долу ние ги знаеме веќе, луѓето ги знаат и од Министерството за внатрешни работи, тоа се деликвентни, наркомани, психопати, луѓе кои што се лекуваат од различни психијатриски болести, така да и може би очекувано, меѓутоа како полицијата дозволила тие да влезат таму, како толку народ одеднаш успеа да влезе и да им се покаже, според господинот Села, тешко е тој втор пат во парламентот на Република Македонија, вика се уште не се снаоѓам добро по ходниците, како успеа тие луѓе за 10-15 минути да дојдат баш на местото кај што треба и баш да ги таргетираат луѓето кои што треба, значи биле координирани, така за жалосно Македонија ќе го запамти 27 април како трагичен ден во поновата историја на Република Македонија. Се надевам оваа да не се повтори никогаш
и да биде ден на прелом, да речам, од кога ќе почне да почнат да функционираат сите демократски стандарди како во сите нормални држави во Европа па и во светот. Ја не знам, ние сме гледале карања по парламенти во различни држави, меѓутоа тоа е бокс или шлаканица или туркање, меѓутоа до тој степен да оди да се убие човек со нозе и со раце и со предмети по глава и по тело, не знам. Османи, долго време бевте во коалиција со ВМРО ДПМН, многумина сега посочуваат дека практично инспиратор на ова сценарио е токму таа партија. Го можевте ли да предвидите после една таква дружба 10 годишна или 8 годишна со вашиот коалиционен партнер дека ова на овој начин може да заврши? Видете, ние предвидувавме дека може да се случи нешто и тоа сме го разговарале со партнерите од новото парламентарно мнозинство, кои се можните реперкусии, кои се можните сценарија кои што се подготвуваат при евентуален избор на претседателот на собранието како што беше избран. Меѓутоа, тоа што вели господинот Таравари, никој не можел да предвиди дека некој може да оди до таму, да го надмине и тоа човечкото, не само да не зборуваме политичкото во дејствувањето. Меѓутоа, да, сме предвидувале дека хушкањето на масата, целиот овој период, барањето, граѓаните да ја бранат државата, народот да ја брани државата, беше некој начин предвесник на тоа што се случи на 27 април. Меѓутоа, ви велам, сметајќи дека сме нормални луѓе, никој не можел тоа да го предвиди дека може да се оди до тој степен. Дали беше целта на тоа да се дојде до вонредна состојба? Не можам да кажам, сега можеме да шпекулираме. Јас можам да кажам еден момент дека кога информациите дошле во собранието дека може и албанците да се организираат сами да ги спасат своите представници во собранието, дошло до некоја реакција и во редовите на Министерството за внатрешни работи кои што не биле под делот на контролата на директна на министерот, така да останува да се видат сите аргументи која била крајната цел. Добро, Георгиевски, бидејќи предстои овој период на формирање влада, многумина ја проблематизира пред се, значи, владеачката партија, досегашната владеачка партија, таа тиранска платформа. Мислите ли дека Иванов може одново да ја искористи таа тиранска платформа и има ли аргументи за тоа? Па, очигледно таа е главниот аргумент на структурите околу владата. Иако јас за таа тиранска платформа нешто имам кажање, сега ова е добра шанса и да се дообјаснам. Прво, сметам дека постои таа непринципиелност да се нуди сега, дали тиранска платформа, дали платформа на албанските партии, во контекст дека веќе имаме Охридски рамковен договор и тука навистина сега малку настанува проблемот ако сега имаме нова платформа на албанските партии, што со Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, повторно и на целата таа ситуација некако не можам да ги прифатам аргументите на овие провладените структури од неколку аспекти. Прво, ако во таа платформа, тиранска или на албанските партии, постојат работи кои се недоисполнети од Охридскиот рамковен договор, тогаш значи дека албанците биле онеправдени. Тогаш, ако тоа е така според Охридскиот рамковен договор, не е исполнето, значи треба да се види тоа да се дополни и да се дозаврши. Значи, тука имаме една онеправданост која очигледно 10 години постоела, нели? И сега втора работа, ако според таа платформа има работи кои се надвор од Уставот на Република Македонија, тогаш лекот е пак обратен. Се што не е во согласност со Уставот, дури и да помине во парламентот, постои Уставен суд. Уставниот суд го поништува. Фала Богу, како што гледаме, Уставниот суд е, ако не се лажам, 90% под влијание на владеачката партија.
значи, освен нели ако ВМРО ДПМН не гласа за тие истите членови амандмани. Значи, во таа смисла, јас сметам дека јасни се механизмите на демократијата, кај што се што е неуставно, едноставно се сече преку тој уставен суд, а јас сметам дека и самите политички партии можеби еден закон ќе се обидат да го поминат, нели вака во Без двотретинско. без двотретинско мнозинство, кога ќе падне на уставен суд, веќе после ќе се обидат тоа да не го прават. Меѓутоа, тука има едно друго прашање. Значи јас сум скептик према целата таа нели позиција околу нели Тиранската платформа што се нарекува, дека туку така лесно може да помине. Меѓутоа целата ова сега дискусија, мислам дека дури од аспект на албанските партии ја доведе и Македонија и нив како албански партии во една малку незавидна ситуација. И веќе не се дискутира аргументирано таму, да речеме, за некои проблеми што се отвараат во таа платформа, се пропаганда и од едната и од другата страна. Да речеме, јас лично сметам дека независно од тоа што јас сметам дека Охридскиот рамковен договор е затворен, за разлика од господинот Бујар Осмањ кој неколку пати вели дека бил отворен, јас сметам дека е затворен како договор. Меѓутоа, самата демографска промена на Македонија, самата промена на структурата на населението, може би заслужува да отвори прашање каде што, да речеме, повторно ќе дискутираме за зголемување на некои права, да речеме, во одредени области. Например, јас немам лично ништо против службеноста на албанскиот јазик, значи сега да не ме злоупотребуваат после некои, во контекст и во рамките на она што го пишува во Охридскиот рамковен договор, да се прошири и на некои други општини или во некои други институции. Меѓутоа, дури и тоа да се случи, треба двотретинско мнозинство, односно треба уставна промена. Јас се плашам сега, толку е наелектризирана ситуацијата, што било какво отварање на тие прашања може да дава повод за нови штрајкови, за нови демонстрации, за најразлични нели дискусии, кои едноставно ќе бидат повеќе пропагандни, отколку ќе бидат суштински. Значи, во таа насока сметам дека целата оваа приказна со Тиранската платформа практично ја некако ја одземе за догледно време да се отвори на суштинска расправа дали треба да се направат одредени промени, подобрување на правата на етничките заедници, а сето тоа да биде во согласност нели на она што се нарекуваат демократски принципи и, да речеме, демократски рамки. Да речеме, еве таму гледам име на глава подобрување нели на албанскиот јазик во судството. Јас исто лично не сметам дека тоа е нешто катастрофално. Меѓутоа, за да се помени и тоа, пак мислам дека треба 2/3 за да се промени уставот да го дозволи тоа. Така што сметам влеговме во една многу несимпатична ситуација пред се од чисто партиски пропагандни нели основи и мене ми е жал што заврши на овој начин. Инаку, кога станува збор за Тиранската платформа, јас ги гледам, ги слушам оние нели гневни граѓани кои нели се хранат од таа пропаганда на медиумите. Тие сите нели сега го доживуваат ВМРО ДПМН како тој нешто ги штити од албанците, СДСМ ги предава, тие ги бранат. Значи јас можеби не се согласувам со многу работи од таа нели албанска платформа и од сето тоа што произлегува, меѓутоа не сум уверен дека по прашањето на тие промени во Република Македонија ВМРО ДПМН е баш некој заштитник на македонските национални интереси во последните 10 години. Така да кажете законот за двојазичност и мислам колку конкретни работи се направија нели во таа насока што точно ВМРО ДПМН ги направи. Еве јас ќе спомнам вечерва она што сметам дека е најкатастрофалната работа што се има случајно на македонската нација. Тоа е законот за трето и за четврто дете што оваа власт на ВМРО ДПМН го има воведено во Република Македонија и што мислам дека ваков вторнички закон против македонската нација ни една друга партија го има, нема никогаш донесено.
Нека се направи една сериозна анализа што има направено во поглед на демографската промена тој закон, па после да дискутираме кои се патриотите. Добро, тоа во некоја од следните емисии ќе може понатаму, нели, во рамките на Османи, пред ДУИ и пред СДСМ се разбира начинот на формирање на влада. После оние знаменцата на Џафери што ги постави во собранието, многумина си го поставија прашањето на какви принципи сега ќе биде формирана таа влада. Дали треба само да се просто замени она што до сега беше или требаат се потребни посуштински промени? На какви принципи ќе функционира идната влада? Дали ќе си ги мериме знамињата и арболите, како што тоа до сега се правеше во одредени моменти, или ќе поставиме принципилни прашања за економијата, правдата, принципиелноста во работата? Прво да се надоврзам на така наречената тиранска платформа, можеби по било кој пат, дека тоа е измислен наратив, киднапиран од една политичка партија, ставен во функција на својата пропаганда за постигнување на одредена моментална цел. Иако се чини дека вие му го дадовте тој наратив на ВМРО ДПМН, многумина тоа така го оценуваат, меѓутоа тоа е некоја сосема друга дебата. Не постои прво тиранска платформа, постои документ подпишан од албанските политички партии, кој што јас го нарекувам документ за дефрагментација на албанскиот глас. Имавме на овие избори една специфика да, за разлика од македонците, кои што 100 пратеници делат два партиски блока, односно не беа поделени нивните гласови, албанците излегува со повеќе политички партии. Ние повикувавме опозиционите албански партии да се здружат во една листа со цел да не се фрагментира албанскиот глас, бидејќи имаме 20 пратеници и доколку тие се делат, ќе губиме голем број на албански пратеници. Идејата на таа заедничка изјава е да се создаде едно кохезивно средство кое што тие фрагментирани гласови ќе ги држи во некоја комуникација после избори со цел прашањата кои што ги засегаат албанците, односно сите политички партии ги споделуваат во нивните програми, да може да се одрезат во еден документ. Тоа е еден сумарен извештај кој произлегува од изборните програми на партиите потписници. Дали постои тој документ и да не постои подпишан, тој постои како изборна програма на партиите потписници. Тоа е само технички сумарен извештај. Реков едно лепило на фрагментираните албански гласови. Ништо повеќе. Меѓутоа беше киднапирана како тема за да се стави во своји пропагандистички цели. Но се чини дека символизмот во делувањето на ДУИ, особено во последниот период, има една огромна улога. Албанска платформа, сите заедно да подпишуваме. Знаменцето да го ставиме на маса, сите македонци да го видат. Како една иритирачка улога, како да постои. Мора да ги одвоиме тие работи. Прво, идејата да се оди во Тирана не беше на ДУИ, за да биде тоа символизмот на ДУИ. ДУИ инсистираше и тој документ беше подготвен во Александар Палас во Скопје. Идејата беше исто така да се подпише во Александар Палас во Скопје. Меѓутоа, поради одбивањето на Беса да седне на маса со другите, со албанските политички партии... Да, го имаме членова повеќе партии, кој е аргумент отворет. Подпишувањето во Тирана не е дел од символизмот на ДУИ. Туку е резултат на не знаеме која е причината на Беса во таа ситуација. Прашањето на знамето. Мислам дека ќе беше дволично доколку господинот Џафери како албанец, како прв председател албанец, на својата маса, каде што се ставаат најинтимните работи на функционерот, да не го имаше албанското знаме. Тоа ќе беше дволично. Мислам дека знамето според протоколот во собранието е така како што го предвидува уставот и законите, меѓутоа на неговата работна маса не сега, туку и секој функционер албанец на својата маса го има и албанското знаме, бидејќи го смета за нешто лично, персонално и на маса се ставаат токму тие работи. Така да не се работи за никаков сензационализам, за никаква провокација, токму обратно ќе беше дволичност доколку господинот Џафери не го стави албанското знаме како председател албанец на собранието и со тоа на ниеден начин ниту провоцира, ниту го крши законот, ниту уставот. Според сите законски протоколи се знае како се поставени знамињата во собранието. ДУИ не игра на карта, не играше ниту во делот на пржинските преговори, ја знаете позицијата на ДУИ, ги знаете критиките кон ДУИ, зашто не ги поставува етничките теми и така натаму, меѓутоа ние сметавме
дека најголемиот ризик од целата ова на овој интрамакедонски политички конфликт е да премине на интеретнички терен, односно да премине во интеретнички безбедносен конфликт. Тоа беше најголемиот страв и на тоа ние најмногу внимававме и мислам дека дадовме некој скромен придонес во тоа да се одржи кризата на политички терен и да се реши со политички средства. Основното прашање ми беше Мислам дека зашто разговараме сега во разговорите со СДСМ? Разговараме за принципи или разговараме повторно за тоа како овој символизам да си го храниме? Видете, етничките прашања, например прашањето на јазикот, е единственото незатворено прашање од рамковниот договор во делот на донесување на закони кои што произлегуваат од рамковниот договор. Единствен недонесен закон е законот за употреба на албанскиот јазик. И тоа е дел од изборната програма на ДУИ. На основа на тоа ветување ние сме ги добиле гласовите. И се разбира дека тоа ќе биде дел од преговорите за формирање на новата влада. Дека и како граѓанин и како доктор што зема плата ве интересира дали утре ќе растат платите, како ќе оди економијата. Значи, ДУИ имаше една од најобемните изборни програми на последните избори, во кое што се опфатени сите теми, од економски аспект, образование, здравство, социјала и така натаму, и се разбира дека програмата на владата треба да биде еден сумарен документ од изборните програми на партиите учесници во таа влада. Тоа се е премисите. Шилегов веќе е изготвен документот програма на влада. Дали тој документ ги опфаќа партиите, програмите и на партиите кои што ќе учествуваат во владата или ова дополнително ќе го сублимират? Ние објавивме и во тој сегмент се програмата за влада, дури и атипично, со цел да ја смириме јавноста и да кажеме дека нема да се случи спектакл во Македонија заради промена на власта. Владината програма ја објавивме во партиските простори за да дојде до смирување на јавноста во тој период, затоа што имаше разни шпекулации од тоа дека некој во Берово, во Делчево, во Радовиш, во Гевгелија ќе биде казнет со 5000 евра затоа што нема да го знае албанскиот јазик, до не знам веќе што се не. Меѓутоа тоа е оди на конто на јавно искажан збор на неодговорни луѓе. Очигледно сега гледаме дека и тоа било дел од сценариото кое што ескалираше на 27 април. Владината програма пред се е сконцентрирана на подобрување на секојдневниот живот на граѓаните. Во смисол на функционирање на една нормална држава, да не го заборавиме извештајот од Привек кај што зборуваме за Македонија како институционално заробена држава, бидејќи граѓаните не може да си ги остварат своите права ако не се членови на владеачка партија, што е недозволиво. Значи мораме да вратиме функционирањето на државата во рамките на нормалата, за да граѓаните во државата конечно добијат сервис. Не државата да биде принуда за уцена за нивниот глас за време на избори, туку да биде сервис на граѓаните. Зборуваме за една департизација, треба да влезе едната влада во една департизација целосна, на системот. интензивна, значи новата влада ја чекаат сериозни реформи кои што се однесуваат пред се на овие точки. И второ, да поработиме заеднички интензивно на подобрување на економските мерки кои што ќе означуваат или многу брзо кај граѓаните ќе добијат, ќе го осетат бенефитот од реформите кои што ќе ги спроведеме. Сега, во сегментот на подобрување на внатре општествените односи, концептот на социјалдемократскиот сојуз беше еден и единствен, а тоа е да изградиме единствено општество на рамноправни граѓани во Република Македонија. И тоа нема алтернатива доколку сакаме да ја сочуваме Република Македонија ваква каква што ја знаеме. Поделбите по секаков основ кои што беа вршени во изминативе 11 години се тие кои што не доведоа на ова dereča. Сакате дали се тоа поделби по основ на партиска припадност или политичка припадност. Сакате дали се тоа поделби по основ на верска припадност. Сакате дали се тоа и по етничка припадност. Тука мораме да градиме заеднички кохезивни тела. И околу тоа мислам дека треба, доколку сме минимум одговорни кон државата, не само овие партии кои што сме во моментов
потенцијално мнозинство за формирање на влада. Туку сите чинители, сите политички партии да застанеме околу тоа прашање, затоа што тоа е она што ја држи Република Македонија заедно, тоа е она што ќе гарантира стандарди европски. Мораме да ги спроведеме тие реформи, за да можеме конечно да ги осетиме бенефитите. Често Младен кажува, мене лично не ми е толку грижа за тоа што Никола Груевски ми потрошил 10-11 години од животот. Животот проаѓа и бака и така. Знаете ли каде можеше да биде Македонија за овие 11 години ако беше посветена на изградба на општеството и на државата? Дали имате представа каде ќе се наоѓаше држава? Тоа е нешто што на Груевски и на ваквото ДПМН не смееме да му го простиме како држава, како граѓани, како општество. Тоа што ја уништи можноста Република Македонија веќе да биде европска држава и добар дел од овие прашања за кои што и вечерва дел отвараме како теми, досега да беа и затворени и заборавени и да едноставно да го продолжиме животот, затоа што еден е животот. Добро. Кратко трае, секој од нас мора да го искористи. Овие деца овдека што седат, треба тука да се ја гледаат сопствената иднина, а не повеќе од 80-90% да мислат дека надвор од Македонија е нивната иднина. Добро, овие деца, студенти од Американ коледж и од ФОН, веднаш после рекламите ќе имаат шанса да ги постават своите прашања. Ние се разбира ќе продолжиме со дебатата во другите делови, принципи на идната формација на владата и се разбира состојбите во ВМРО ДПМН, после одењето во опозиција, тоа со господинот Љупчо Георгиевски пред се. Се враќаме по рекламите. Повторно сме во 24 отворено. Дебатираме со нашите соговорници Љупчо Георгиевски, Бујар Османи, Петра Шилегов, Арбен Таравари. Теми се разбира безброј, но тука е нашата публика, односно студентите од Американ коледж, кои што вечерва имаат повеќе прашања подготвено, како што сега за време на рекламите ми рекоа за своите соговорници. Повели Бони, така? Да, момент само микрофонот, јас ќе ти го дадам сега. Ти благодарам. За подобро да се чуеме. Повели Бони. Добро вечер пред се на сите. Првото моје прашање е упатено кон сите, значи дали националистичката реторика во поголема или помала мера присутна во настапите на високите политички представници на скоро сите партии со формирањето на владата ќе биде напуштена или барем ставена во втор план за сметка на економските прашања? Добро, може да почнеме од Таравари, затоа што најмалку беше присутен со оглед на тоа што и покасно дојде. Ако земете ги анализирате програмите на сите политички партии, па и нашата како Алијанса за албанците во склоп на која и Движењето за реформи ДПА, претежно поголемиот дел на програмата е економска и развојот на општеството на Република Македонија конкретно. Ако ја земате и таа декларација анализирате, ја имам податок еден 81% од граѓаните во Македонија, македонците не знаат што содржи таа декларација, како што ја нарекуваат тиранска, нема врска со тиранска. Ако ја видите, таа има 4 страни, 3,5 страни. Пола страна се говори за права унапредување на правата на албанците. И 3 страни се евроинтеграција, НАТО интеграција, економски развој, слободни економски зони и така натаму, што е за сите граѓани на Македонија. И ја мислам дека таа декларација е една од поголемите придобивки во Македонија. Знаете зошто? Ако земете, анализирате опозицијата албанската, доби повеќе гласови 50% од колку ДУИ, 120.000. И сите тие партии, БЕСА, ДПА и Алијанса за албанците, сите имаа програми кои беа за промена на уставот. И тоа редефинирање БЕСА, ние имавме бинационална држава, ДПА имаше исто така за промена на уставот, бинационална држава, така нешто. И што се случи со декларацијата? Седнаа сите албански партии и ги релативизираа овие работи. Значи се одлучи во овој период, додека оди оваа диктатура, да се донесе една декларација, една изјава со која што ќе одиме на малце пониско. Ќе бараме унапредување на јазикот, користењето на јазикот, унапредување да се отварат, господинот Георгиевски рече, одредени работи не треба да се отвараат, се осетливи. Што е осетливо ако ние дискутираме
за знаме, за химна, за што е да разговараме. Ако дојдеме до заеднички заклучок дека би било добро и пожелно за подобар живот и економски развој на Македонија, зошто не би направиле одредени промени и во тие, да речам, символи на државата. Инаку претежно и Скопската платформа е претежно економска за НАТО и интеграција на Македонија. Има тука една работа која што мора да се каже. Ваквиот систем, ваквиот начин и она што ни се случи е само една опомена за сите нас кои што имаме и во политичкиот, меѓутоа и во остатокот од јавниот живот во Република Македонија, она што се вели општествена одговорност на јавно искажаниот збор. Секој од нас на собствен начин е авторитет во определена политичка структура, ние како политички представници. Нашите зборови кон нашите членови симпатизери не може да не родат како некакви авторитети, да не родат некаква последица. Токму заради тоа треба сите да внимаваме кон тие зборови, меѓутоа не само кон нашите, и кон другите кои што ги упатуваме, и своето поведение треба да ни биде општествено поведение, општествено одговорно. Истото мора да ни се случува и во медиумската сфера. Република Македонија стана држава каде што главни одговорни уредници на национални телевизии се бараби, багабонти, пропалици, чии што критериуми стана критериуми на јавноста. Знаете, која гледа просечен граѓанин на телевизија определени ставови, кои што во себе, во својата суштина се повик на политичка освета, на лична освета, на линч, ама се завиткани со добра обланда. Знаете, и кога имате добро пакување, ако е една роба булјосана, мувлосана, колку сака може да е добро пакувањето, тоа внатре е мувлосана. Тоа е политиките што не ги направи ВМРО-ТПМНЕ. Во суштина гнили, во суштина булјосани внатре со добра една обланда, предводена од багабонти, криминалци во медиумите, кои што немаат одговорност кон себе и кон јавноста во Македонија и кон општеството, и се доведовме во ситуација да почнеме да се мразиме со луѓе што не ги познаваме. Добро, Шилегов, ќе ве оставам малку да оставиме простор и за другите, иначе тоа може да оди до недобро. Видете, дебата во општеството и за етничките прашања, не само за економските, е здраво за едно општество. Ставање на работите под тепих е нездраво. И значи акумулирање на проблемите и после тие може да излезат во било каква деформирана форма. Така да, се додека имате една мултиетничка држава, мултиетничко општество, имате етнички заедници со различни потреби, различни позиции, различни перспективи. И најздраво за тоа општество е доколку се дебатира отворено по однос на проблемите што ги имаат вашите сограѓани, односно припадниците на другата етничка заедница. Затоа ние велиме, например, во декларацијата има одредени прашања кои што се ставени таму токму заради да се постигне оваа цел, да се отвори дебата во општеството, да се постигне еден албански консензус по однос на тие прашања, како еден предуслов да се отвори диалог. Пример, го се спомна прашањето на знамето, прашањето на химната. Таму не се ставени како националистичка реторика, како условување за формирање на влада. Туку прашања кои што албанците ги разговараат во своите форуми. Дали се тоа политички форуми, дали се тоа граѓански форуми, тоа се прашања кои што нив ги засегаат. И најздраво да се ослободи таа негативна енергија, тие предрасуди, е доколку вие го слушнете моето мислење по однос на химната, моето мислење по однос на знамето. Не мора да имаме исти ставови. Меѓутоа, дебатата по однос на тоа ќе не растерети од предрасудите за тоа што јас можеби имам некоја конспиративна идеја позади тоа мое барање за химна. А можеби е сосема граѓанско и сосема бенигна потреба на етничките заедници, меѓутоа предрасудите се тие што ги малигнизираат всушност тие ставови. Така да дебата треба да има, меѓутоа треба да биде канализирана институционално.
Тоа што се направи со декларацијата, тоа што ќе се разговара и ќе се караме во собрание, тоа е здраво за општеството. Тоа што се случуваше со протестите против измислена декларација, навредувајќи ги граѓаните од другата етничка заедница, тоа е национализам и тоа е националистичка реторика која што треба да се осуди. Меѓутоа, вашиот спротивен став од мојот, кој што вие го кажувате на оваа дебата, во собрание, во било кој форум, треба да го поддржиме и треба да го потикнеме. Меѓутоа, тие прашања треба да се отвараат. И економските прашања, и етничките прашања. Ние велиме, треба да се затвори прашањето на употребата на албанскиот јазик, бидејќи ја затвара темата рамковен договор. Како документ, имплементацијата ќе остане секогаш, нели, ќе треба да има правична застапеност на албанците. Меѓутоа, како потреба од донесување на закони кои што произлегуваат од рамковниот договор ќе се заокружи. И тогаш ние ќе разговараме за економските прашања, ќе разговараме за прашањето на интеграциите. Значи да ја поттикнеме дебатата и да ги затвориме темите доколку имаме интерес да разговараме само за економски прашања. Имаше, само сакав овде кога сме на темата, ме праша преска студентката, имаме едно прашање што е малку сензитивно, не знам дали да го поставиме, мислам дека тука немаме влакна на јазикот, можете слободно да си го поставите, бидејќи се однесуваше на овие етнички теми, ќе ви дадам збор Георгиевски. Дали не сметате дека со постојаното нагласување на правата само на албанското малцинство ги маргинализираме правата на другите малцинства во Република Македонија и дали конечно ќе слушнеме од албанските партии дека ќе се залагаат и за македонците? Значи, фактот дека наш најголем приоритет е интеграцијата во НАТО и Европската Унија. Тоа значи дека ние сме најмногу загрижени за македонците. Верувајте дека нема поголем интерес, стратешки, национален, за македонците, етничките македонци, освен влегувањето во НАТО и гарантирање на безбедност, гарантирање на постоењето на државата. Значи, решавањето на прашањето на името, значи предуслов за влегување во НАТО. Влегување во НАТО значи предуслов за гарантирање, зачувување на интегритетот и постоењето на оваа држава. А постоењето на државата е предуслов за постоење, за продолжување на негување на идентитетот на нацијата. Така да, со тој факт ние сметаме дека најмногу придонесуваме за прашањето на македонците. Меѓутоа и за другите помали етнички заедници. Сега, после рамковниот договор, не ги нарекуваме малцинства, туку се тоа етнички заедници. Колку што добија албанците со рамковниот договор, добија и турците, според пропорционалната застапеност, демографската реалност во државата. Толку добија и ромите, толку добија и власите и србите. Значи, никаде во рамковниот договор не пишува албанците, туку пишува представниците на етничките заедници, кои што го зборуваат тој јазик, или пак да бидат представени во институциите. Се разбира дека албанската заедница беше најмногу дискриминирана во целиот овој период и можеби се нагласува и тоа ви звучи дека повеќе се истакнува. Меѓутоа, приоритетите на албанците, меѓутоа и на ДУИ во однос на НАТО, во однос на еднаквоста во државата, во однос на интеграциите генерално се приоритети на сите етнички заедници. Добро, Таравари? Јас би сакал истото да го кажам. Значи, не се случило во поновата историја на Македонија некогаш албанците да се лутат нешто на македонците. Албанците се единствени соседи и сожители на македонците што ништо не негираат. Значи, и кога е во прашање името, не се мешал ни една политичка структура во Македонија. Да се вратиме за другите етникуми во Македонија. Например, во Струга и во Гостивар нема 20% турци. Меѓутоа, тие имаат право во тие општини да се говорат турски. Дури кога разговаравме за законот со СДСМ, за законот за употреба на јазици, кажавме да важи тоа и за другите етнички заедници во парламентот. Значи, апсолутно никогаш албанците немале ни еден документ во историјата на албанците против некој народ во Балканот што живее. Никогаш, да се вратиме повторно, Педагошка академија, Тетовски универзитет, Штулов, секогаш кога требало нешто да се унапреди во албанските права, секогаш имало протести против нив, смрт за шиптарите, гасни комори, рани куче да те јаде. Никогаш немало од албанците ваква реторика, например, кон другите етникуми во Македонија или конкретно кон македонците. Нема, не постои таков протест во историјата на понова Македонија последните 26 години. И апсолутно ние не сме против, туку напротив. Треба да се унапредат сите
права на сите етникуми кои што живеат. Дури мислам Македонија ќе почне да тече и да се развива тогаш кога ќе бидеме граѓанско општество. Меѓутоа пред тоа да бидеме сите равноправни. Тоа би било идеално за Македонија. Тогаш нема да се занимаваме кој што е, туку ајде да излеземе во пазар и да си живееме како цела Европа што живее. Да бидеме Македонија држава на граѓаните на Република Македонија. Георгиевски коментар? Јас коментарот повеќе би се задржал на претходното прашање, дали македонските граѓани после ова неколку годишно малтретирање заслужуваат прашање што се понормални за секоја граѓанска држава. И сметам дека тоа е најдоброто што можеме да си го посакаме, нели да се занимаваме со како демократијата да ја вратиме во Македонија, како економските правила на игри, принципи да ги воспоставиме и конечно она што го каже господинот Бујар Османи, главното прашање како да влеземе во Европа, во Европската унија и во НАТО. И сметам дека тоа се најинтелигентните прашања што може да ги добие македонскиот човек и македонскиот граѓанин. Меѓутоа, гледајќи ја нашата 25 годишна историја и овие последните неколку настани, сепак нели доаѓаме колку партиите, до прашањето колку партиите и раководството на партиите се доволно одговорни за сето тоа да им биде главната агенда, а се сложувам со господинот Бујар Османи дека по пат на тоа можеме да ги отвараме и другите прашања и да дискутираме најнормално за тие прашања. Значи, јас никогаш не сум имал проблем од такви дискусии и спремни ли се или не се спремни партиите? Како ги чувствувате? Јас се плашам дека се злоупотребува, се партизира. Еве да речеме, се е во функција на пропаганда? Се едноставно не знам што да кажам, дури некојаш кој не научи на таа пропаганда? Дури таа пропаганда е да не е сериозна, е смешна. Да речеме во последните 2 месеца гледаме од ВМРО-ДПМН како тие го штитат македонскиот јазик, како тие го бранат македонскиот јазик, сите други го продаваат македонскиот јазик. Ако погледнеме 10 години наназад, што таа партија направи со македонската музика, со македонскиот јазик на филмот, на македонските телевизии, ќе видиме дека едноставно тоа не се равни со ништо. Во рамките на Југославија македонскиот јазик повеќе беше присутен на македонските телевизии, отколку што во рамките на Слободна Македонија. И сега таа партија која 10 години не бомбардира со турбо фолк од бивша Југославија, одеднаш сега македонскиот јазик и текна дека е број 1 приоритет, ќе го брани, ќе го штити. И ние сега основното прашање, треба да одиме кон евроатлантската интеграција. Агендата ја знаеме од НАТО, од Европската унија, што треба да се прави. Со начинот на кој се има поставено ВМРО-ДПМН, јас чисто се спомнувам дека буквата ќе ја решиме од нашата евроатлантска интеграција во наредните 4 години, ако имаат истата таа желба и енергија така да се поставуваат. Или да речеме некои прашања од самата агенда. Например, мене ми е многу интересно едно прашање кое се провлекува во целата таа дискусија, таму во тиранската или во албанската платформа, како да речеме, се спомнува прашањето на промената на грбот. И сега од една страна гледаш луѓе кои паѓаат во несвест, од македонска страна грбот него даваме, грбот. А јас да прашам сега вака, кај ние македонскиот грб го гледаме, вака да се подсетиме сите назад 10 години, кај сме го виделе ние да се гордееме како македонци со македонскиот грб. Што е актуелниот македонски грб? Е стар комунистички грб без звездата петокрака. Сега, не гледам дека е тоа неразумно прашање, да седнеме, ако успееме сите заеднички како партии, како структури, да усогласиме еден грб кој ќе не спојува утре, што е трагедијата во тоа прашање? Не гледам што е трагедијата, напротив, ме затвориле, сме решили еден проблем кој 25 години не сме го решили очигледно. И има такви многу други работи за кои можеме да дискутираме, ама тоа да биде, како да кажем, тоа да биде дискусија на споредната маса. Сметам дека многу време изгубивме за да повторно тоа бидат првите проблеми, а вистинската борба за економија, прогрес, демократија, евроатлантска интеграција да бидат вторични. Повелете? Само уште едно дополнување. Ајде. Веројатно дека сега полека, кога разговараме вака нормални луѓе со нормални критериуми, сваќања и потреба за дебата,
се го разбирате концептот што СДСМ со кој што СДСМ излезе на изборите. Едно општество на рамноправни граѓани. Тоа е едината на Македонија. Тоа нема алтернатива. Тоа ќе го направи јадрото во Македонија кохезивно. Само така ќе го задржиме унитарниот карактер на нашата држава и единството на нашата држава. И тоа е гарант за едината на Република Македонија, не само членувањето во НАТО. Членството во НАТО вам би гарантира надворешна стабилност. Меѓутоа, една држава, особено вака комплицирана во односите помеѓу заедници како што е Македонија, кохезијата мора да изградиме внатрешно. Концептот на изградба на едно општество на рамноправни граѓани е суштината за иднината и постоењето на Република Македонија. Затоа тоа нема алтернатива, затоа на тоа мораме секојдневно, макотрпно, посветено да работиме, што подразбира и разговор за сите меѓуетнички прашања, за сите прашања помеѓу различни општествени заедници. У Македонија никој не зборува за загрозените групи, за малцинските групи од економски или од општествени појави. Ние сега зборуваме само за пропаганда. Ние сме под фантастична една пресија. Тоа е нешто што мора хитно новата влада да го направи, да го прекинеме ова семе на зло што ни е посејано помеѓу нас, да ја нормализираме комуникацијата за да може да ги работиме овие работи. Добро, фала. Повели? Пред се добро вечер на сите. Моето име е Григорија. Моето прашање ќе биде упатено кон господинот Петре Шилегов. Дали ќе го исполните од тоа што го ветивте пред изборите, а тоа е генерален избор на сите суди, реизбор на сите суди, пардон, имајќи во предвид дека главните промени најпрво мора да започнат од судството? Не само одсуството, во Република Македонија мораме да го вратиме владењето на правото како императив. Правото е цивилизацијска придобивка, значи луѓето во една заедница се договори дека треба да ги регулираат меѓусебните односи, тоа се вика право. Значи, немаме алтернатива за жал. Во изминатиот период судството и тоа не е само впечаток на социјалдемократскиот сојуз, тоа е впечаток на сите политички чинители, меѓутоа и на сите оние кои што ги прават проценките за работата на судството во Македонија и на вас како граѓани, дека едноставно работите во судството не ни чинат. Тука мора да направиме генерален реизбор, меѓутоа не од политички причини или од политички мотиви или од осветничко политички мотиви. Ако мораме да доведеме на вршење на судски функции лица кои што имаат личен и професионален интегритет да ја чуваат Република Македонија. Никола Груевски ја зароби Република Македонија затоа што во јавното обвинителство и во судот немаше доволно луѓе со личен габарит и капацитет да одговорат и да ја сочуваат Македонија од политичарите. Затоа се властите три, законодавна, извршна и судска. Судската е независна и таа требаше да ја чува Република Македонија. Јавното обвинителство во Македонија и судовите во Македонија не ја сочуваа Македонија од Никола Груевски. И тоа е главниот проблем. Гледате и сега што се случува. Основното јавно обвинителство во Скопје на мала врата, за нас што разбираме право, се обидува да ни поттури скратени постапки и сите овие учесници во насилието што ни се случи во собранието на Република Македонија да ги подведе под толпа, ги води во скратена постапка, се тие малку што знаат во кривично, знаат што зборувам, со цел што е можно побргу прво да определи само 8 дена притвор, што е можно побргу да ја затвори постапката, да може да склучи со секој од нив поединечно спогодба за казна и да ги поминеме со 3 до 6 месеци луѓето кои што ја убиваа демократијата на 27 април. Тоа и како опомена. Не сакам од позиција на човек што е во политиката да упатува закана, меѓутоа како опомена. И на вработените во јавното обвинителство, Скопско. Добро да внимаваат што прават во периодот, затоа што евидентираме добро и ние што се случува, и ние сме стручни во таа гранка. Да не се обидуваат на мала врата тешки кривични дела, од терористички напад врз општественото уредување, од не само учество во толпа, имаше таму класични обиди за убиство,
Што е тоа на господинот Села? Што е тој сталак од 9 кила? Го гледате, ова е тој сталакот со кој што Радмила Шекеринска е удрена. Ова е сталакот со кој што удрена по глава, ова е оружје. Ние бевме гаѓани во тој ќош што бевме собрани 12 пратеници, со што стигнеме? Со знамиња, со копијата гаѓаа по нас. Тоа се обиди за убиство, тоа сериозни кривични дела. Мораме да го видиме системот на организација кој што стоел позади овие настани, затоа што е повеќе од очигледно дека луѓето беа пуштени да влезат во собранието и доведени за 3 минути од влезот, тој официјален свечен влез на собранието, до прес-центарот на собранието ни стие лавиринти, верувајте ми, ако не ве водат, нема шанси да го најдете каде е. И да стасате. И ако се потврдат за точно информациите дека најмалку 20 пратеници ги отвориле вратите на собранието за да влезат, тие во кривично-правна смисла или се помагачи, или се соизвршители на секој оној кој што направил обид за убиство. Ако се потврди дека Сашо Василевски беше, мислам, и Крсто Муковски, таа е официјална информација што е низ јавност. Не знам дали е точно, тоа веројатно истрагата ќе го утврди. Ако се значи имате челични врати на собранието на Македонија што имаат челични шипки, непробивливи се. Овие ги трнеле, ги отвориле шипките за да влезе таа толпа внатре. Тоа е соизвршителство на обид за убиство. Тоа е соизвршителство на терористички напад на уставното уредување на Република Македонија. Тие луѓе треба да се соочат со кривична одговорност за таков тип на дела, а не учество во толпа. Учество во толпа ви е народски кажано, бидејќи не знам колку од вас право студирате. Кога да фатиш од таа група, кому иде? Кому иде што беа внатре? Кој год што беше внатре, учество во толпа. Меѓутоа, она што го гледате по снимките е се само не е учество во толпа. Бидовте и сами. Благодарам. Други прашања? Имам уште едно прашање кој што би сакала да го поставам, а тоа е дека изминатиот период со сите случувања подзаборавивме некако на СЈ. Неговиот мандат истекува во јуни и дали ќе има време да се продолжи? Да, тоа е мандатот за обвиненија. Османи, можеме од вас, па ќе видиме. Добро, ние од почеток сме дали максимална поддршка за СЈ, дури една од причините зашто и не направивме, не ја продолживме коалицијата со ВМРО ДПМН беше токму несогласувањето, односно нашето инсистирање да се продолжи мандатот на СЈ и ние не го менуваме тој став. Сега е добро што се деблокираше работата на собранието, односно се конституираше собранието, па сега партиите од новото мнозинство да седнат што поитно, да најдат форма и начин како да се... Тоа не може да се направи без двотретинско мнозинство, самото продолжување на мандатот, но парламентарното мнозинство секогаш има начин да избере нов јавен обвинител, кој што може да преземе дел од работата и на СЈ. Делата не застаруваат. Да. Значи, ДУИ ќе направи све што е неопходно за да се олесни, помогне, продолжи работата на СЈ и во наредните. Да, или еве вака наједноставно да прашам, дали може некој од тие обвинители, да речеме, Катица Јанева или било кој друг да биде поставен за јавен обвинител и тие да остварат една соработка тесна која што може да продолжи понатаму. Ако има нормален јавен обвинител, не мора да има СЈ, или СЈ може да биде орган, тело на обвинителството, јавното обвинителство. Значи, колку што знам, јас со 61 глас, со 61 пратеник, може да се смени јавниот обвинител, едноставно се менува јавниот обвинител и може да биде, може би некој од СЈ, или во склоп на јавното обвинителство да се отвори СЈ, да речеме, и цела таа екипа да премине таму. Ја не знам сега точно како. Добро, дали као коалициони партнери идни сте го разговарале ова? Станува збор за една категорија која што е гревота да не ја продолжи својата работа. Гревота од аспект на тоа дека тоа е орган во Република Македонија што има апсолутно најголема доверба. Апсолутно. И ако ја примаме пораката од јавноста, ние како политичари би требало таа волја на граѓаните да ја продолжиме. Се надевам дека после ова полека сите ќе се свестиме. Иначе се неколку рокови кога е специјалното јавно обвинителство во јуни истекува рок за поднесување на обвиненија за дел од предметите, не за сите.
За останатиот дел, значи, има понатаму и понатаму, а самиот рок на постоење на специјалното јавно обвинителство е 5 години, со можност за негово продолжување. Значи, малку фама се ствара дека во јуни ќе го снема специјалното јавно обвинителство. За дел од првично предадените предмети, односно оние кои што ги превзема по кривичните пријави кои што Социјалдемократскиот сојуз ги поднесе до тогашното републичко, односно скопско обвинителство, за тој дел како најрано поднесени и важат определени рокови. Инаку те почнува да тече рокот од моментот кога се предадени материјалите, односно кога им станале достапни. И тоа е 18 месеци, значи ние ги дадовме кога ги предадовме и тога се бројат 18 месеци, а продолжува да работат специјалните јавни обвинители по веќе поднесените предмети. Добро е за Република Македонија да продолжи во ваква форма да функционира специјалното јавно обвинителство. Делата, и односно кривичните дела за кои што постојат индиции дека се сторени, не застаруваат од друга страна. Кривичниот прогон може да го превземе и јавното обвинителство на Република Македонија или од Оделението за организиран криминал, ама не Марко Зврлевски. Бидејќи тој е човекот што директно влијаеше на она што го зборував, несочувување на Република Македонија. Еден нормален јавен обвинител, затоа што таму имаме, се извинам, може сум малку екстензивен, меѓутоа таму имаме прекрасни професионалци. Всушност и овие обвинители од специјалното јавно обвинителство се обвинители од потенцијалот кој што Република Македонија го имаше во своето обвинителство. Гледате како можат да работат тие професионалци ослободени од политиката. Тоа е она што ни треба нам во државата. Добро. Студенти, ако имате уште некое прашање, ќе ми дадете знак. Добро, сега за сега сме окей. Добро, ќе ми дадете знак. Господин Георгиевски, пред малку идеше на дел од коментарите на телевизија. Груевски ќе заврши како Георгиевски во Панорама. Го прочитав додека одеше, бидејќи овде одат од Facebook коментарите слободно. Како ќе заврши Груевски? Мислам дека не е соодветна малку споредбата. Добро. Прво, од едноставна причина што значи кога на 15 септември 2002 година изгубивме, прво јас си ја честитав веднаш победата на тогашната опозиција. Поминавме на мирна транзиција на власта и независно што имаше многу закани во тоа време, подоцна како убеден демократ, човек кој како лидер на партија изгубил избори, си поднесов и оставка од местото председател на партија. Значи, моите причини се јавно и напишени и кажени тогаш на Конгресот, мисля, че ни 2003 година беше тоа во Охрид. Значи, прво да ви кажам, не постоеше сила во ВМРО-ДПМН во тоа време кој можеше да ме смени. Ниту па имаше некој обид да ме менат. Едноставно, тоа си беше моја одлука согласно со сите мои демократски принципи и сваќање на политиката. Во таа насока можам само да подсетам, за жал, нешто што после ВМРО-вците во ВМРО-ДПМН го заборавија, дека јас јасно кажав тогаш, дека како лидер на партија ценам дека во овој момент, ако останам и понатаму председател на ВМРО-ДПМН, тешко ќе донесам нова победа на ВМРО-ДПМН со оглед на странскиот фактор, медиумскиот фактор, многу други фактори, и дека ќе му овозможам на СДСМ уште 4 години да победи. И дека се повлекувам за да направам внатрешна промена со нов свеж кадар, за да едноставно ја освежам партијата. Тука нормално имав малку влијание околу изборот на новиот председател, меѓутоа и тука сум погодил затоа што испадна дека типував на човек кој на наредните избори ги победи СДСМ и од тогаш 10 години владее со Македонија. Имам на Фејсбук уште едно прашање за вас. Да. Дур се докажете. Кој што вели не ми е земено тоа, иако не е многу комуникација. Господине Георгиевски, дали се чувствувате виновен што партијата ја оставивте на Груевски и Мијалков да ја упропаста? Дали мислите дека ова е крај за ВМРО-ДПМН? Сега доаѓаме, тоа е логично прашање, доаѓаме до сега настаните во Панорама. Значи,
Моето повлекување беше по сите принципи на демократија и еве ако некој се поучува во ВМРО ДПМН сега од начинот на кој јас сум му помогнал на ВМРО ДПМН, значи јас бев на некој начин жртва на ВМРО ДПМН, самиот се жртвав за да помогнам на партијата. Подоцна тоа ВМРО ДПМН го заборави, меѓутоа окей, нели, историјата ќе го запише. Значи подоцна, нели, тоа е веќе после година и нешто, настана дополнителни разлики и во таа насока дојдоа настаните кај што, нели, тоа беше што се има друг контекст. Тоа беше обид сега ние од надвор да ја преземеме ВМРО ДПМН, меѓутоа веќе Централниот комитет беше сменет, извршниот комитет беше сменет, председатели на комитети беа сменети и беа тие настани, значи, во панорама кој едноставно Добро, да се вратиме сега малку и во реалноста, свативме, да. Да се во тоа. И сега точно е дека за тоа, за тие први настани јас сум одговорниот. Меѓутоа можам да кажам дека после тоа има многу други одговорни и сега тешко може одговорноста да се сведе само на еден, да речеме на тие настани од настаните во панорама. Господинот Шилегов не знам колку беше активен тогаш, меѓутоа СДСМ активно му помогна, тогашната структура активно му помогна на Никола да се спаси на таа панорама. Јас знам тогаш пратеници кои има кривични, беа викани во СДСМ, имаше цел штаб од МВР кој работеше за Никола Груевски. Така што, значи, сите помалку сме виновни. Потребен ли му е сега на ВМРО ДПМН нов лидер? Што мислите вака, како дел од структурата? Да не потсеќам на моментот после 2006 година, кога имаше обид меѓу ВМРО ДПМН, ДУИ да се сруши власта, па Тито Петковски го спаси да остане на лидерство. Има многу помагачи за да се дојде до оваа состојба која е денеска во Република Македонија. Добро, како ова ВМРО ДПМН е понатаму? Видете, не знам, немам информации, јас толку многу интерни, меѓутоа, значи, сметам дека ВМРО ДПМН самиот се доведе во една многу несимпатична состојба. Се доведе во една многу несимпатична состојба пред меѓународната заедница, пред своите албански партнери, на кои ќе смета утре. Си сече многу мостови кои сметам дека едноставно не требаше да ги сече. И сега, најверојатно ќе требаат некакви реформи. Какви реформи, до каде реформи, не сум јас тој кој... Добро, како почесен председател, некој ве праша таму како да тргнеме понатаму во ова, што ќе му кажете, еве вие? Не ме викаат за тие прашања. Значи, јас само ќе повторам. 2002-2003 година, како пример, направив мирна транзиција, без никаков проблем. Кога гледам дека математиката е против мене, таа е тогаш ДУИ и СДСМ повторно беа, нели? Подоа си дадов и оставка. Значи, сум направил доволно јасни чекори за да некој ако сака да свати да како треба да постапува понатаму. Меѓутоа, сепак остануваат тие работи внатре да се решаваат до партијата ВМРО ДПМН. Како размислува човек што се соочил со, условно речено, со гневот на меѓународната заедница? Рационално или емотивно? Па гледате, јас не знам, не можам да се начудам, сега точно препознавам едно 5-6 луѓе од раководството на ВМРО ДПМН денешното, кои во тогаш кога беа тие настаните, вторите настани, нели, околу ова панорама, има многу јасен став. Слушај, јас тебе многу те почитувам како, нели, основач на ВМРО ДПМН, како става председател, ама ставот на меѓународната заедница е многу јасен, тие се против тебе. И сега, тоаш ги испочитував нивните позиции, затоа што јас сум во тоа време внимавал каков е ставот на меѓународната заедница. Меѓутоа, многу се интересни истите тие луѓе кои мене ми одговараат дека единствениот начин зашто го избираат другиот камп, а не мојот е ставот на меѓународната заедница, колку денеска жестоко се спротивставуваат на таа меѓународна заедница. И сега, што е тоа што се смени кај тие луѓе? Тоа не ми е јасно. Што е тоа што се случило со тие луѓе во тие 10 години, за да ставот на меѓународната заедница веќе не само што не ги интересира, туку и толку жестоко се борат против нив.
Од себе се плашат, од своите дела се плашат. Тоа се има слушано со нив. Нешто лично е многу толку јако што веќе ни националниот интерес, ни партискиот интерес, ни државниот интерес не е главен. Извинете. Да, тоа е логиката на целата таа приказна. Значи во таа насока јас можам да кажам дека Македонија е мала држава и секој некој ќе ги потцени позициите на меѓународната заедница, мислам дека направил грешка. Груевски го направи тоа? Сега, гледайте, пазите, ова трае 2-2,5 години, така ако не се лажем. Во тие 2,5 години мислам дека имаат тие како раководство повеќе шанси да направат нешто подобро и за себе, и за партијата, и за Македонија, и не знам зошто направија серија на грешки кои на крајот, не знам, едноставно се плашам да ја направат уште некоја грешка од која после навистина ќе нема и за нив враќање и во политиката и во било што. Едноставно сметам дека премногу ги измалтретира и меѓународните фактори, и Македонија, и целата оваа состојба. И не знам, вие како заговорник на амнестијата пред известен период уште од почетокот на бомбите, сега би сакате да кажете дека отидува предалеку што е веќе доцна за тоа? Гледайте, мене со таа амнестија мислам дека тогаш никој не ме разбра, иако сметам дека тоа беше најдобар пат СДСМ да си ја скрати маката и веќе одамна ќе беше на власт во Република Македонија. Меѓувреме и тие доживеа многу удари и претпоставувам јутре кои ќе дојдат на власт ќе дочекаат една релативно празна финансиска состојба во Република Македонија, што ќе биде ново искушение. Меѓутоа дефинитивно да се зборува за амнестијата тогаш кога јас се кажав пред 2,5 години и сега се две различни работи. Сега се излезени многу нови работи кои едноставно... Видете, на крајот повторно ќе има некакви амнестии, сега не знам од каков тип и до каде ќе одат тие амнестии и кој се ќе учествува во тие, дали ќе бидат аболиции, амнестии или не знам што. Меѓутоа, ако не друго, барем најверојатно сега ќе има некаква прво правна разврска, ќе има некакво правно финале, што не е мала работа, да се види правното финале на целата оваа состојба. Па, отпосле како ќе се решаваат дополнителните судбини, тоа е веќе второ прашање кое може би за некој друг. Да, но кога ќе речете вие амнестија дека СДСМ ќе биле уште пред една година на власт, верувам дека добар дел од граѓаните не гласаа само за СДСМ да биде на власт, туку многу мина гласаа да се смени нешто во системот на делување. Дали е тоа навистина можно или сите се залажуваме? Тоа сакате да ни го кажете? Не, гледайте, јас зборувам за амнестија кога се уште не отворени вистинските криминали, не беа кажани, не беа спомнати. Не, меѓутоа сакам да кажам, без разлика дали било или не било тоа. Јас тука станува збор за промена на систем на владење, дали за тоа зборуваме или не? Таа амнестија која беше на почетокот, која се заговараше наша страна, амнестија и плюс тие што ќе учествуваат во амнестијата да не се 10 години во политиката, прво ќе ги скрате, гледате сега, има фактор интереси на ВМРО-ДПМН, има фактор интереси на СДСМ, има фактор правен систем и задоволување на општа правда, меѓутоа има и фактор движење на државата, одење на државата. Сега ние, ако сакаме да бидеме објективни и да погледнеме, не можеме да не констатираме дека во овие 2,5 години Македонија како цело страшно назадуваше, страшно застана. Гледате каква беше оваа борба. Значи, ВМРО-ДПМН во еден момент кога се осети многу загрозен, трошеше пари за се и се што. Значи, какви се не проекти се измислуваа во државата. Сега тие проекти и парите треба некој да ги враќа тие полека. Треба да ја консолидира државата наназад. Така што трошокот што е употребен за трошење на македонската држава е многу голем. А на крај крајшта, знаеш што се плашам? Бидејќи Ѓорги Иванов има уште 2 години мандат. До 2019. Значи сега може и ова да се случи. Ќе терат правните случаи, ќе се водат, ќе гледаме на телевизија и на крајот, како што досега тој се покажува на вистина доста голема марионета на ВМРО-ДПМН, на крајот повторно да им даде предзаменување на аболиција и повторно ќе се прашуваме каде е правдата, каде е вистината. Поентата, господине Ѓоргиевски, каква е пораката што ја праќаме кон граѓаните на Македонија? Кој сме ние побогу да бидеме над нив?
Кога граѓанинот го казнувате 50 евра за тоа што не носи каиш, ме разбирате? Значи, се тоа така, значи принципот на правдата јас го разбирам. Не, принципот на владење на правото е многу битен. И на правото целото, меѓутоа јас велам дека за жал, ако го направиме сметката, а исто да не забравиме дека во тие 2,5 години ударите што да речеме ДПМН ги нанесе на СДСМ, исто ќе имаат долги последици. Секундарни се партиските интереси на СДСМ или на ВМРО-ДПМН. Примарен е интересот на Република Македонија на граѓаните. Досега не успеавме, за жал, политичките елити. Вие сте биле дел од минатото, ние сме дел од сегашноста, не успеале да изградат на Република Македонија како држава која што владее правото и правниот систем. И затоа сме во добар дел на ова ниво на кое што сме. Многу е битно во суштината пораките кои што ние ќе ги праќаме кон граѓаните да кажеме дека ние сме исти. Јас сум на моментална работа во политиката, адвокат сум по професија, ме разбирате, вие сега се занимавате со бизнис. Бујар е доктор. Значи, не можеме ние да направиме флешови во нашите животи, еден влез на брзина во политика, собери ги парите, ај сега амнестија за политичарите, чекате луѓе. Ние сме тука да ги вратиме нормалните размислувања. Јас сум пратеник во Собранието на Република Македонија со основна плата колку што ми изнесува. 60.000 денари. Ако ми е мене малку, тоа не значи дека јас треба да го крадам остатокот. Тоа значи дека треба да си давам оставка и да си заработам повеќе пари надвор од политиката. Така е нормално. Гледайте сега, не можам да не одговорам уште еднаш дека на крајот правдата сепак ќе биде релативно селективна. Сега да помине времето и ќе видите дека на крајот правдата повторно ќе биде селективна. За жал, таква е атмосферата и ако се случи она што го предвидувам дека на крајот Ѓорги Иванов ќе настапи пак со една аболиција, значи пак ќе го поставиме прашањето, окей, ја видавме приказната, ја чувме сето тоа, меѓутоа 3 години Македонија ги изгуби. Ама тоа значи дека оваа елита на СДСМ сега што доаѓа на власт, ај сега и ние ќе удриме една тура крадење. Не, тоа. Ама мислам така е. Тоа се сигурно. Ајде може Јосмани малку да ни каже од аспект на Дуј. Мислам дека веќе кога ја поминавме таа точка на пресврт, кога веќе се знае епилогот на целата работа, политичарите веќе помалку треба да зборат во однос на тоа како ќе ги најде правдата другите, бидејќи тоа се наметнува една перцепција на реваншизам и така натаму. Сега треба институциите да си ја завршат својата работа, а најбитно во овој момент е да се направи мирен трансфер на власта. Значи, работите да одат чекор по чекор. Бидејќи ако избрзаме сега да наметнеме ситуација на безизлезност, на реваншизам и така натаму, може па да предизвика отпор од другата страна. Сега ние, политичарите, ја завршиле својата политичка мисија во делот на разрешување на кризата до 27 април. Во институциите сега има и СЈО, има и судови, ќе има и ново обвинителство, ќе има и нови суд, кои што ќе треба да ја тераат својата работа. Ние сега да се фокусираме како да направиме мирен трансфер на власта од едната во другата. Се разбира дека и политичките партии кои што остануваат во опозиција треба да сватат дека ќе имаат простор за политичко делување. Дека никој нема да им го забрани тој простор на политичко делување па да се чувствуваат толку загрозени да мора да се борат по секоја цена. Институциите ќе си ја вршат својата работа без никакво политичко влијание и од новата политичка гарнитура, бидејќи тоа е идејата, нели, да се департизира судството, да се департизира влијанието врз правната држава, така да ние помалку да збориме за тоа, ние да збориме сега да се концентрираме на мирен трансфер на власта, а институциите со одврзани раце да се ја спроведат својата. Да, но политичарите треба да им ги одврзат тие раце на институциите. Ние мораме да зборуваме за секаков тип на одговорност, се додека не направиме реституција на партиски заробените институции. Проблемот во Македонија. Тоа се случи. Да. Тоа нема тоа нема, меѓутоа сега свесни сте и сами колку работа не чека, дека треба да влеземе во реституција во
тоа дека државните институции од партиски испостави треба да си работат согласно закон, да изчистиме институциите од партиската волја. Тогаш ќе мораме ние да престанеме, јас како политичар, вие, за кривичната одговорност. Се додека со јавното обвинителство раководи Марко Зврлевски, што се покажа за жал партиски послушник на Никола Груевски. Се додека Гордана Гешковска во основното обвинителство Скопје ги води постапките по скратена постапка. Да не се повторуваме. И судовите функционираат така, ние мораме должности да зборуваме. Приоритетот е во моментов, ако се наметне перцепција на некој политички реваншизам, отпорот ќе биде поголем кон предавање на реваншизам, ја тоа е само континуитет. Почитувани гледачи, да ги видиме поентите од вечерашната емисија и после завршуваме. Треба да биде подготвен да прима удари од секаков вид. Значи, сега точно е дека на оваа структура на власта стојат над главите такви мечови што мислам дека на ние на структура во Република Македонија не стоеле. Меѓутоа, достоинствено треба да се издржи и таа битка, според мене. Нема враќање назад од формирањето на новата влада, независно од позицијата на Иванов. Ние не отидовме на тие средби кај Иванов, затоа што сметаме дека не може тој што е дел од проблемот да биде дел од решението на проблемот. Иако ние знаевме дека институциите на системот во Република Македонија се партизирани, не дека се партизирани, туку не функционираат. Буквално тие се комплетно парализирани. Меѓутоа, не ни размислувавме дека човечкиот ум може да оди до таму. Значи, да подобро е, почесно е да се убие со пиштол, отколку да газат 7-8 луѓе животински еден човек. Суштината на демократијата е во мирниот трансфер на власта, не е во тоа колку политички партии постојат во една држава, туку како се трансферира власта. Мирното примопредавање е суштината. Конститутивните седници на собранието со круна на демократијата. Да, тоа беа поентите. Имам уште едно прашање до Арбен Таравари. Имаме ли тука иден министер на масава? Не знам, се уште ја мислам дека не се почнати преговори за идната влада. Јас се надевам во најскор период кога ќе го добие мандатот господинот Заев официјално, тогаш ќе почнеме да разговараме и за програмата конкретно. Не сте кандидат за здравство, за министра за здравство? Ако добие, тоа министерство го добие движењето за реформи, можеби ќе разговараме во органите на нашата партија. Добро, ова беше како целиот овој настан како една мини седница на идната влада, само кој е тројанскиот конј, господин Георгиевски? Како и секогаш. Добро, ви благодарам на публиката и благодарам што беше тука, ви благодарам и на вас за учеството во емисијата. Како што почнавме, така и завршуваме со поговорка од Махатма Ганди. На светот има 7 гревови: богатство без труд, уживање без карактер, трговија без морал, наука без хуманост, обожување без жртва и политика без принципи. Се надеваме дека овде присутните ќе им ја пренесат на своите партиски лидери кога ќе ја договараат новата влада. Почитувани, пријатно следува Андрија Енџелка.